Неделата започна на лансирната рампа во Вселенскиот центар Кенеди во Флорида. Таму НАСА конечно успешно го лансираше својот масивен систем за вселенско лансирање или ракетата SLS како дел од нивната програма Артемис. Артемида има за цел да ги врати луѓето на месечината по половина век без посетители од земјата. Програмата со години беше одложувана, надминувајќи го предвидениот буџет за милиарди долари. Ова лансирање носеше само кукли за тестирање, но тоа ја отвора вратата за идни мисии со екипаж, кои ги враќаат астронаутите на месечината. There were a bunch there that would like to be on that rocket. Многу луѓе би сакале да бидат на таа ракета, морам да кажам од она што го видов вечерва, завршена е одлична работа. Програмата Артемис има долгорочни цели за создавање на лунарна станица од која ќе се лансираат подлабоки вселенски мисии, како на пример на Марс. Помалку од 2 часа по полетувањето, капсулата Орион, што ја носеше тест куклата како екипаж, ја испрати првата слика на Земјата. Орион би требало да стигне до месечината до понеделник, а ако се оди според планот, тогаш треба да влезе во далечна орбита како дел од ова тестирање. НАСА има за цел следната година да испрати астронаути на слична мисија. Во други вести надвор од овој свет, астронаутите на НАСА, Джош Касада и Френк Рубио, направија вселенска прошетка изминатава недела за да го усовршат системот за соларна енергија на меѓународната вселенска станица. Space.com известува дека целосно надградениот систем, кој се уште не е завршен, може да го зголеми снабдувањето со електрична енергија на станицата за 20 до 30%. Исто така изминатата недела НАСА објави слика снимена со вселенскиот телескоп Джеймс Веб. Во средината, со форма на песочен часовник, е протозвезда, наречена L1527 или звезда во формирање. Млада е, НАСА вели само на околу 100.000 години, но покажува како изгледале нашето Сонце и сончевиот систем кога се создавале. И конечно истата недела од длабочините на космосот до дното на Атлантскиот океан. Како што покажа телевизискиот историски канал додека нуркачи снимале документарци, направиле неочекувано откритие додека барале остатоци од авион од Втората светска војна. Во јануари 1986 година 7 астронаути на Space Shuttle Challenger биле на лансирањето од Кейп Канаверал на Флорида. Набргу по полетувањето Challenger експлодирал, убивајќи ги сите на леталото. Шатлот се распадна над Атлантскиот океан. Тоа е местото каде што нуркачите откопаа парче од 4,5 на 4,5 метри, за кое се верува дека е од долниот дел на Challenger. Околу половина, 47% од шаталот е пронајден по несреќата, а сето тоа останува собственост на владата на Соединетите држави.